Дали и каков третман добивала слоницата Дуња, дали можела да се спаси и кој и зошто се обидел да ја прикрие нејзината смрт, дали го има и каде е патолошкиот наод од ветеринарниот факултет. Јавноста бара одговори на низа прашања кои се отворија по трагичниот настан во Скопската зоолошка градина. Смртта на Дуња е уште еден скандал, кој ја покажува катастрофалната состојба на зоолошката и условите во кои се држат животните. ВМРО ДПМН бара одговорност од директорот на оваа институција и Скопската градоначалничка. Неодамнешните трагични настани, освен смртта на слоницата, ги вклучуваат и угинувањата на жирафите, тигрицата, коњи, црниот лебед, пингвините и џуџестата коза. Зоонегувателот Стефан Кирков обелодени и дека пред еден месец угинал бизонот, а за неговата смрт јавноста не слушна ни збор. Ги повикуваме надлежните институции веднаш да го испитаат работењето на директорот на Скопската зоолошка градина и на градоначалничката на Скопје. Мора да се утврди како биле третирани животните и дали биле сите испочитувани закони за благосостојба на животните. Не може да се премине преку фактот дека слоницата, најголема атракција на зоолошката градина, тајно е носена за мислето од Скопската зоолошка градина до Скопската депонија, со намера да се прикрие нејзината смрт. Каков ум е тоа што мисли дека ќе сокрие смрт на слон? Овој чин е за непочитување и отворено криминално однесување. За трагичниот настан јавноста дозна преку видео снимено со дрон кое циркулираше на порталите, каде се гледа како слоницата со механизација ја транспортираат до депонијата Дрисла, откако излегоа информации дека раководството на зоолошката сакало да го прикрие случајот, се огласија и од Зооскопје. Азиската слоница Дуња по насока на собствениците кои ја позајмија на нашата зоолошка Паири Даиза од Белгија, со тимот експерти, ветеринар, офталмолог и сениор зоонегувател на тимот за слонови, кои изминатите денови ја прегледуваа слоницата, донеса одлука за евтаназија на слоницата. Ниту еден третман, ниту операција не можеше да ја спаси. Последнава година слоницата Дуња појавуваше симптоми на длабока старост и изнемоштеност и се констатираа повеќе здравствени проблеми кај Дуња, типични за 60 годишна слоница, за процесот на обдукција и останките. Зоолошката градина Скопје ги следеше законите и правилата, како и консултации со тимот од Факултетот за ветеринарна медицина. И опозицијските ЛДП и СДСМ побараа оставка од градоначалничката на Скопје Данила Арсовска и одговорност од раководството на зоолошката градина.